Земјоделците во Кочанската котлина или Новиве го користат убавото време со речиси пролетни температури за да почнат со обработка на нивите во пресрет на сидбата на пролетните култури. Вообичаено најангажирани се оризопроизводителите, бидејќи за добри приноси кај оваа култура неопходна е квалитетна агротехничка подготовка на земјиштето. Со оваа почетна фаза земјоделците ги ораат нивите заради уништување на просото и другите плевели, за да пред самата сеидба ги извршат другите операции со механизацијата. Впрочем, и советите на агростручњаците одат на линија на навременна и квалитетна подготовка на површините со цел подобри резултати од квалитативен и квантитативен аспект. Една од основните работи кои кај нас не се прави или многу малку се прави, не се прават педолошко-агрохемиски анализи на почвата, така да употребата на ѓубривата, односно популарно кажано ѓубрењето на оризот, се врши на некој начин искуствено, така да земјоделците не знаат што има во почвата и колку треба да ѓубрат. Од една страна може да има недостаток на некој елемент, а од друга страна може и да стават повеќе азот или некое друго минерално ѓубриво, што може прво и токсички да делува врз самото растење, врз развојот на неговото растење, но може и, односно не може, него и сигурно има големо влијање врз цената, односно го осиромашува земјоделецот, нема потреба да внесе. Затоа ние препорачуваме да се вршат агрохемиски анализи и тие се доволни на 3 до 5 години да се изврши еднаш. Не мора секоја година да се оптеретуваат со таа работа и тие се и субвенционирани од страна на Министерство за земјоделие, така да оваа работа треба да стане навика, за да можат земјоделците да добиват повисоки приноси и да имат и со помала употреба, со помали количини на употребено минерално ѓубриво да добиват повисоки приноси. И некој дел од земјоделците кои имаат сопствена механизација, нивите ги изора уште есеноска, што го препорачуваат земјоделските стручњаци. На тој начин се овозможува сламата која останала по жетвата да се распадне во почвата и да предонесе за збогатување на квалитетните својства на хумусот во почвата. Кај нас традиционално припремата на почвата, односно обработката основна за сеидба на оризот се врши од пролет. Ние препорачуваме, ако е можно, да се изврши обработката, односно основното орање од десен, бидејќи истражувањата во наши и во светот покажуваат дека подобро е да се изврши основна обработка од есен, а во секој случај ако дозволуват условите за тоа, односно треба понавреме да се отстрани сламата, да се балира или да се исецка за да може да се инкорпорира во почвата. Земјоделци кои ги исполнуваат условите ќе добијат субвенционирана нафта, со што ќе им се олесни инвестирањето во пролетната сеидбена кампања.